Здраво, драги пријатели! Добро дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов. Зборувам денеска за дијабет. Во принцип нема да зборувам за тоа, нема да зборувам многу околу медицинскиот аспект на дијабетот, туку повеќе ќе зборувам за тоа што можеби да направите, односно кои работи воопшто да не ни ги помислувате да ги ставите во вашата исхрана, доколку ја имате оваа хронична болест или доколку сте на пат за да ја добиете оваа болест. Затоа што има луѓе кои што можеби веќе се со дијагностицирани со дијабет тип 1 или 2, или луѓе кои што имаат покачен шекер па се на добар пат доколку не превземат нешто. И ова се работи кои што предпоставувам и знам дека ќе ви дадат вредности, можеби и ги знаете и можеби некои од нив ги практикувате, но сепак она што е моја задача е да секогаш ги нагласувам и дури и ги повторувам некои исти работи, затоа што повторувањето и континуитетот на правење на одредени дисциплини ќе донесат резултат. На прво место она што би го ставил да воопшто никогаш не помислите да го имате во исхраната се газирани или тетрапак сокови. И прво ги опфаќам течните калории затоа што течните калории особено од оваков тип изобилуваат со многу шекери, со нутритивна вредност немаат никаква, што ги прави уште по штетни. И она што е резултат на течните калории, односно овие сокови, газирани и тетрапак, е тоа што таа голема содржина на прости шекери прави големи скокови на инсулин, што практично е предуслов за создавање на дијабет. И генерално, сите работи кои што, јас ќе ги кажам тука, се работи кои што предизвикуваат големи скокови на шекер во крв, а по автоматизам на сето тоа и големи скокови на инсулин и едноставно пореметување на целото функционирање на и инсулинот и панкреасот, што подоцна донесува до оваа хронична болест која што навистина е поразително какви се статистиките и тоа што е една од болестите која што се вклопува во оние три болести кои што го косат човештвото, меѓу кои што се канцерот и кардиоваскуларните проблеми. На второ место исто така би ставил овошни сокови цедени. Немој да ме разберете погрешно, значи не значи дека овошјето не треба да го јадат дијабетичари, но она што јас би ви дал логика е тоа што вие кога цедите сок, најчесто би требало за да наполните една чаша со сок да исцедите неколку овошја. Голем дел од таа содржина која што има во чашата ќе бидат шекери и иако се фруктозни и се природни, сепак ќе направат скок на шекерот во крвта и сепак ќе направат скок на инсулинот, што не е во полза на оваа тема која што зборуваме денеска. И затоа овошјето јас би го препорачувал за дијабетичари исклучиво да го јадат во свежа форма и повторно да не се претерува, затоа што иако е здраво, се што претерано не чини. И она што исто така би го додал е дека една од причините поради која што цеден сок не ја препорачувам не е само заради тоа што ќе донесе голема количина на шекер, туку затоа што и нема да донесе количина на растителни влакна кои што се изоставуваат при цедењето на сокот. А растителните влакна самите по себе ја намалуваат брзината со која што шекерот се метаболизира, односно влегува во крвта. И затоа да речеме ако изедете парче јаболко е многу подобра опција, бидејќи со тоа ќе внесете и доста растителни влакна, па тој фруктозен шекер кој што го има во јаболкото нема така брзо да направи скок на шекерот во крвта, а едни од најпрепорачливите овошја кои што јас би ги кажал не само за дијабетичари, туку генерално најдобрите овошја сте оние бобичести, мали, ситни, црвени, темно виолетови и така натаму, кои што се боровинки, малини, капини, вишни, цреши, јагоди и така натаму, затоа што имаат најголема калинка, исто така, значи имаат најмала концентрација на јаглехидрати, а сепак носат голема нутритивна вредност во поглед на антиоксиданси и микронутритивна вредност. Исто така она што повторно, извинете што овошјава ги оптеретив овој пат, но тоа едноставно се работи за сериозен проблем и болест и овие работи се многу важни да ги практикувате. На трето место би ги сфрлил сушените овошја,
затоа што сушените овошја имаат многу поголема концентрација за разлика на шекер, зборувам, за разлика од свежите овошја. И така еве, на пример да го земеме грозјето, 100 грама на грозје свежо има некаде околу 15 грама на јаглехидрати, за разлика од тоа 100 грама на сушено грозје има некаде околу 65 до 70 грама на јаглехидрати, или во превод тоа ви се како да сркнете 12 лажици на шекер, што е катастрофално и воопшто не би било добро да го видите во вашиот метаболизам, па и ако не сте диабетичари, да не зборуваме доколку се борите со оваа сериозна болест. Исто така тука не би ги препорачал медот и јаворовиот сируп. Повторно зборуваме за здрави работи, но повторно зборуваме за работи кои што ќе направат проблем со нивото на шекерот и инсулинот и тие скокови и падови. И пета работа што претпоставувам и не ви е нешто ново, се белиот леб, ориз, затоа што сепак и белиот леб и белиот ориз подлежат на одредена преработка и не е толку страшно што таа преработка носи поголем и повисок гликемиски индекс, односно побрзо добивање на гликоза во крвта, туку уште пострашно е што при таа обработка се исфрла голем дел од растителните влакна, што не се случува со сложените јаглехидрати, односно со интегралните производи кои што содржат сложени јаглехидрати. Така да тоа се некои работи кои што јас би ги кажал и секогаш нормално за диабетот и за секоја една работа која што сакате да ја третирате или да ја видите како резултат во вашето тело и на вашето тело, не значи дека треба да исфрлувате работи, туку освен исфрлањето многу поголем фокус да дадете на тоа што му давате на вашето тело, бидејќи едноставно давањето на добро гориво нема да донесе ни до овакви проблеми за кои што еве денеска во оваа тема зборуваме, а тоа значи добар појадок, редовни оброци, добар баланс на нутритивните вредности, пиење на доволно вода и нормално умерена физичка активност, што како склоп е начин на живот кој што дефинитивно ќе ви донесе виталност, здравје, убавина, добар изглед и одложување можеби на некои болести кои што се разбира кад-тад би се појавиле некои од нив во поодминати години, али што подоцна, тоа подобро. Така да, дечки, за оваа тема јас имам толку да кажам. Било какви да имате коментари да додавате, слободно користете ги овие видеа за да дебатираме и да споделуваме можеби дополнителни информации. И ако имате било какво прашање, дилема на кое што би сакале да видите одговор, или Ask Јосиф хаштагот, или мене комуницирате ме приватно во порака и ќе ви помогнам да добиете одговор на некои прашања. Така да, фала ви уште еднаш за вниманието и секоја секунда што ја одвојувате да следите оваа содржина. Ви посакувам здрави животни навики, убав ден и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!